Почитувани граѓани на Берово, драги сограѓани, денеска сме во Берово со цел да ја продолжиме кампањата Обнова на Македонија. Во оваа кампања Обнова Македонија главна цел е да ги слушнеме проблемите на граѓаните, секаде каде што посетуваме. Затоа сме дека денеска да слушнеме проблемите на граѓаните на Берово, воедно да ги слушнеме нивните идеи и дел од тие проблеми и идеи кои што ги дадат граѓаните да буднине ги преточиме во програма со која што партиска или политичка програма ќе настапиме на предвремените парламентарни избори на 12 април следната година. За генералните проблеми сите сте свесни сте колку неспособниот радикализам на Зоран Заев ни го уништува секојдневието, ни го прави животот мачен, тежок, да не речеме невозможен. Свесни сте дека и Берово, како и останатите градови и населени места во Република Македонија се празни. За жал, празнењето веќе не е од економски причини, празнењето се почесто е од причина што младите луѓе, па дури и возрастните, не гледаат никаква сигурност, никаква стабилност во Република Македонија заради власта која што ја предводи државата, не гледаат иднина, не гледаат перспектива и затоа го напуштаат нашата држава, заминуваат на странство, за да најдат каква таква сигурност и стабилност за нив и за нивните семејства. На 12 април не очекуваат предвремени избори на кои што неминовно ќе дојде до промена, избори на кои што ВМРО ДПМН ќе победи и ќе формира влада која што ќе предводи државата во иднина. Главна цел на новата влада предводена од ВМРО ДПМН ќе биде уште од 13 април да почне со обновата на Македонија, да ја зачуваме Република Македонија, да го вратиме нејзиното достоинство, да го вратиме интегритетот и суверенитетот на државата, кој што оваа власт ги уништи. Да не должам многу, Димчо Муцунски како колега од ВМРО ДПМН извршен комитет, ќе кажу што неколку зборови. Благодарам што се собрате во толков број, благодарам за сите идеи кои што ги дадовте, гледам дека има идеи. Да знаете дека сите идеи кои што ги дадовте денес и сите проблеми кои што ги изложивте ќе бидат сериозно земени во предвид и се што можеме да внесеме во новата програма ќе биде внесено во програма. На крај само ќе напоменам дека на нечестноста, на неморалот, на Луи Витон ташните, на полињата со марихуана и занимавањето со дрога на функционерите на власт мора да ставиме крај. Мора да ставиме крај и на владењето со страв. Време е народот да се ослободи од овие стеги, време е народот да си ги добие своите права, да го добие се оно што го заслужува и да се догледа својот просперитет и својата иднина во Република Македонија. Благодарам.